заменичката на председателот на владата и министерка за одбрана на Република Македонија Радмила Шекеринска. Почитуван премиер, почитуван началник и заменик началник на Генералштабот, почитувани офицери, почитувани војници, почитувани представници на медиумите. Ова е период на промени и нови почетоци за Република Македонија. Обезбедивме датум за преговори со Европската Унија кој значи почеток на едно ново време. Време на напредок, развој и подобар живот за граѓаните. Поканата за НАТО, која ќе ја добиеме следната недела, ќе значи почеток на една ера на стабилност и безбедност за нашата земја. Македонија чекори кон сигурна иднина. Далеку зад нас го оставаме времето на несигурност и изолација. Денеска сме овде собрани да означиме уште еден почеток. Почетокот на кариерата за 125 професионални војници од армијата на Република Македонија. Вие сте првата група од вкупно предвидените 375 нови професионални војници кои годинава треба да го зајакнат составот на армијата на Република Македонија. Сакам да ви кажам дека вие ја започнувате вашата кариера во вистинско и крунско време. Време на големи предизвици, модернизација и професионализација на армијата. Време во кое Македонија ќе унапредува својата одбрана и ќе го достигне стандардот на НАТО алијансата. Македонија мина низ бурен период, период на многу предизвици и тешки одлуки. Во тие моменти токму младите беа извор на инспирација и поттик за надминување на предизвиците со кои се соочуваме, но и главни носители на промените. Реформите на хартија се едно, но конкретните, реални промени доаѓаат од луѓето. Доаѓаат од луѓето кои сакаат да ја менуваат реалноста, доаѓаат од младите кои сакаат да добијат подобра иднина. Во секој од вас 125 војници кој ќе носи униформата на армијата на Република Македонија. Ја гледам промената која допрва треба да дојде. Вие сте тие кои треба да бидат олицетворение на резултатите и вредностите кон кои се стремиме и за кои работиме. Вашата генерација е навистина посебна. Имате привилегија, но и одговорност да бидете прва генерација на војници во армијата кои речиси целосно ќе ја развиваат својата кариера во рамки на НАТО сојузот. Професијата која што сте ја одбрале бара доблест, подготвеност, посветеност и многу храброст. Затоа и како граѓанин на оваа држава и како министер за одбрана ви оддавам почит и искажувам искрена благодарност. Вашиот влог и придонес граѓаните го препознаваат. Токму затоа армијата на Република Македонија, институција во која ќе ја градите својата кариера, е институција која ужива најголема доверба помеѓу граѓаните на Република Македонија. Убедена сум дека ќе ја продолжите традицијата на своите претходници и дека и натаму армијата ќе биде извор на доверба, на сигурност и безбедност. Нашите партнери во светот имаат само зборови за пофалби, за придонесот и работата на нашите офицери и војници во меѓународните мисии. Нашите припадници добиваат највисоки оценки за својот труд. Тоа најгласно говори за карактерот на нашата армија и за вредноста на секој поединец кој денеска и ќе го потпишува договорот со кој станува професионален војник. Горди сме на ова и вие треба да бидете исто така. Секој труд и придонес треба да биде соодветно вреднуван и награден. Затоа во оваа година на позитивни промени обезбедивме зголемување на платите во армијата на Република Македонија за 10%. Знаеме дека тоа е само мал чекор, почеток во подобрување на војничкиот стандард и вреднувањето на работа. Но ве уверувам, ова е само почеток на позитивни промени во армијата. Владата, јас, целиот тим на Министерството за одбрана остануваме посветени на подобрување на стандардот и условите за работа. Почитувани војници, вие сте први на линијата на одбрана на татковината, не само од надворешни опасности, туку и при природни катастрофи и непогоди. Вашите повозрасни колеги беа меѓу најзаслужните за успешно справување со летните шумски пожари, поплавите и сите други катастрофи. Униформата е гордост, униформата е привилегија
и униформата е навистина огледало на една држава. Самитот на НАТО следната недела, поканата за членство која очекуваме, исто се нов почеток. Вие сте тие кои ќе го пишуваат тоа поглавие како генерација на нови, млади војници кои ќе бидат дел од најмоćниот воено-политички сојуз на земјата. Членството во НАТО гарантира безбедна иднина за граѓаните на нашата земја. Безбедноста е основен предуслов за економски развој, за повеќе инвестиции и нови партнерства. Погледнете ги само искуствата на земјите околу нас. 5 години пред Бугарија да стане членка на НАТО алијансата, нејзините странски директни инвестиции изнесуваа 7% од бруто домашниот производ. 5 години по членство во НАТО алијансата, овие директни инвестиции пораснаа на речиси 20% од бруто домашниот производ. Ова е само еден од многуте примери која покажува врската помеѓу безбедноста и економијата, помеѓу членството во НАТО и подобриот живот на граѓаните. Членството ќе значи и конечна стабилизација и одржлив мир во регионот, подобра соработка со соседите, стабилен регионален пазар и проширување на можностите. Затвореноста и недовербата кон соседите ја заменивме со партнерство и соработка. Во НАТО, Македонија рамо до рамо со светските велесили ќе одлучува за важни светски и регионални и политички прашања. Почитувани војници, Роберт Кенеди во една прилика рекол: на светот му се потребни квалитетите на младост, темпераментот на желба, доблеста на голема фантазија, доминацијата на храброста врз стравот и апетитот за предизвик пред удобноста. Сметаме на вас дека ќе ги донесете овие квалитети во армијата на Република Македонија, бидејќи повеќе од кога досега ваквите квалитети се неопходни за нашата татковина и за нашата армија. Ви посакувам долги кариери, исполнети со успеси и одлични резултати. Ви благодарам однапред на службата и добре дојдовте во армијата на Република Македонија. Да живее армијата на Република Македонија. Да живее Република Македонија.